Повторен молк во седиштето на ВМРО ДПМН по писмото на Сашо Мијалков, председателот Христијан Мицкоски, но и партијата се уште без одговор. Иако содржината во писмото беше директно насочена кон Мицкоски, тој се уште во јавноста не одговори на прашањата кои во отвореното писмо до него ги упати поранешниот шеф на УБК. Не е испратено ниту партиско соопштение, ниту се одржа пресконференција како одговор на прашањата на Мијалков. Тој во писмото јавно го повика шефот на опозицијата да приложи докази за тврдењата дека подкупувал пратеници и подготвувал пуч. Воспротивно, вештачкото и со лажни аргументи создавање еуфорија против мене, презентирано како Панорама 2, нема никако поинаку да се разбере отколку како обично, подмолно, егоистично барање виновник и алиби за серија твои грешки на раководството на партијата. Сами измисливте Панорама 2, без противник. Се боревте против дух, бидејќи немаше противник, а противник немаше бидејќи таков не постоеше. Самите го лажевте членството преку социјалните мрежи и медиумите блиски до партијата, дека јас сум подготвувал некаков пуч, дека ќе следело Панорама 2 и дека или вие или јас ке сум победел. На почетокот мислев дека сето тоа е некаква шега, но сега гледам дека некои болни умови смислиле план што не би го смислило ни дете од 10 години. Во писмото Мијалков го обвини Мицковски дека заедно со партијата на ЦДЛ ги оставиле пратениците кои се опфатени со судскиот предмет за 27 април. Мијалков вели дека со лаги, интриги и местење на други лица од партијата да се жртвуваат за Мицковски да дојде на власт, партијата нема да успее. Бидејќи јас сум во ВМРО уште кога некои од вас беа во пелени, како на пример Александар кој го пуштивте да ви е гласноговорник и кој денови веќе добие од мене тужба за клевета и навреда, па најпрвин со него ќе се видиме на суд. Нека докаже дека сум го правел тоа за што лажно ме обвини. Барем да имаше храброст ти да го кажеше тоа, а не да пушташ други. Поранешниот шеф на тајната полиција направи преседан со писмото кое го испрати до Мицкоски, а причината за неговото објавување е исклучувањето на Мијалков од партијата. Исто така по последниот централен комитет, партијата го прогласи Мијалков за криминалец.